Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно ново издание на Гласот на народот. Го реализираме како што са Европскиот Ерусалим, токму во предвечерието на големиот македонски празник, празник на македонската историја која е силно вклесана со златни букви и златни бројки, да речам. Пред се бројки кои ја означуваат 107 годишнината од Илинденската епопеја, 66 години од Асном и 2348 години од славната битка на Херонеа. Почитувани, ова емисија, како што ветив, ја реализирам со поддршка ваша, секојаш велам со Божји благослов, од единствена цел и причина, бидејќи токму во овој град се случуваат историски настани. Настани кои навистина некоја знаат да не создадат и силни и погорди, од кога и да е, но некојаш да речам и малку разочарани. Не би сакал вечерва да зборам за разочарувањата, ќе зборам за она што е фактичката ситуација, дека доколку сме единствени, доколку сме силни и дека сме едно тело, тогаш навистина нема простор за разочарување. Токму во Европскиот Ерусалим Охрид, како што реков, ја одржувам вечерашната прва телевизиска конференција, која е во функција на нашето име, идентитет, гордост и достоинство. Првата телевизиска конференција ќе се реализира токму новија простори, каде што стартува Гласот на народот пред 9 години, како што бевме ја замислиле, не можеме вечерва тоа да го сториме, но тоа не значи дека нема да ја реализираме. Реализираме повторно со нашите соговорници, кои представуваат авторитет, респект на политичката сцена во светот. Се надам дека ќе најдам на разбирање. Првата телевизиска конференција, која следат телевизиските станици, матичната, независната телевизија Охрид, НТВ, телевизија Сонце, 4 радиостаници во Австралија. Јас ги поздравам сите наши гледачи кои не следаат преку интернет телевизиите, значи ни сите 6 континенти. Задоволство ми почитувани што вие од Европскиот Ерусалим со вашето учество, со вашите прашања, вашите коментари, кои ќе можете да ги поставувате, да ги поставите преку ваши прашања на телефонските броеви, кои ќе бидат регистрирани за секоја секунда на нашиот монитор, а исто така очекувам ваши имејл пораки на наша имејл адреса и таа ќе ја имате, ја ќе ве спомнам, vigor@st@maimunche.com. Значи, првата конференција ја реализираме на англиски јазик. Се надам дека ќе наидам на разбирање. Да му посакам добро вечер и добро дојде на професор Нестор Огинар, со кого ќе започнам конференцијата и секако ќе го представам како председавач на ова прва меѓународна телевизиска конференција. Благодарам што дојдовте и добро дојдовте, професоре. Добро вечер, добро ве најдов. И ете и јас од древниот Охрид, од она што вие и самите го нарекавте нашиот македонски Ерусалим, би сакал на нашата македонска публика, македонците во оваа држава, и македонците во сите окружувања тука, и посебно на македонците во диаспората, да им го честитам Илинден 66 години, господине Томиќ, од Асном, тоа е Илинден, 107 години од Илинденското востание, славен Илинден и назад во антиката 2348 години од победата на Филип II Македонецот и битката каде Херонеа. За сите оние кои што имаат вкус за едната или другата или третата комбинација, сите оние македонци кои што за жал негираат една или друга, јас им велам, одберете си ја. Затоа што Илинден не е само историски датум. Илинден е и символ на македонскиот непокор. Илинден е исто така еден централен мит на македонската лична борба да обстои, да остане свој на своето. И еве, ние и денес ја водиме таа борба, затоа што јас, како што реков преди некој ден во Нова Македонија во мојот напис, сметам дека македонскиот народ е тој митски Прометеј, кој што го украде огинот од Олимп и го донесе на народот, за да биде потоа мачен и распнат, јас велам на полуостровото наречено Мореја, односно она држава во која што ние се наоѓаме сега. Но ние ќе обстоиме, господине Томиќ, и сега не било и ќе не биде немодно време кога не сме биле.
ниту ќе има време кога нема да биде. Секако. Дозволете само уште еднаш да се заблагодарам на професионалната компанија за превод, која летра Скопје, која вечерва ќе биде со нас, предводена од првиот човек Нина Шутарева. Ја и се заблагодарувам јавно, бидејќи таа ќе биде мојата десна рака и по кој пат, и секако благодарност до АТГ Скопје. Јас сум ја замолил режијата доколку е во можност од технички аспект рекламите да ги повторно емитува и да го вклучиме нашиот видеомост со светот. Очекувате, верувам дека ќе ве 100% оставам без диви ова вечер и ова прекрасно летно, да речам, августовско предвечери или вечери, да речам, каде што ќе ги оставите сите други обврски, ќе бидете на нашата фреквенција. Одиме со рекламите, се враќаме повторно во студијата. Останете со нас. Почитувани, како што реков, значи ја отвараме првата телевизиска меѓународна конференција, чиј наслов е нашето име, идентитет, гордост и достоинство, што би се превело на англиски Macedonia, our name, our identity, our pride and dignity. First of all, I am ready to say that we are very big privilege to join with my first guest and very good friend, if I can say, but in another case, the first politicians in the Europe who represent United Europe Union, also the international community about the issue of the name between Greece and Macedonia. Politicians who have very big knowledge about Macedonia history, in general Macedonian dispute. When I say dispute, I mean the differences about Article 5 of Interim Accord. His Excellency Ambassador Robin O'Neill. Good evening, Ambassador. Мислам на спорот со член 5 од It's very big challenge to invite you of now our first international television conference. Голем предизвик што ве поканивме тука на нашата прва меѓународна телевизиска конференција. Ви благодарам и за мене е привилегија што учествувам тука. И како што знам, ова многу ми е драго што ова програма се емитува од Охрид. Also, please give me a chance to introduce our guest, our professor Nestor Ogina, нашиот втор гостин, who come професорот from directly Нестор from New Огина, York in the кој Ohrid. што дојде директно од Нью Йорк. I'm carried to say he will be our chairman for the first conference in Тој Ohrid. ќе биде нашиот председавач на оваа прва Ogina, конференција. welcome and please and challenge to present you to start with this conference. И ве молам започнете ја оваа конференција. Амбасадоре О'Нил, добро дојдовте во нашата програма и добро дојдовте во Македонија. Дозволете ми да кажам дека лично, како некој кој што целиот свој живот го поминал во странство, навистина сум многу задоволен што можам да ве поздравам од Охрид, овој убав град, и се надевам дека ќе можете да не посетите во многу брзо време. И не само вие, туку и целото ваше семејство. За и помладите генерации да можат да се запознаат ова големо културно наследство кое што ние македонците го имаме. Добро дојдовте во нашата програма. Сакам да кажам дека има навистина голема потреба за гласови како вашиот. Дипломати кои што во минатите неколку децении го покажаа својот авторитет на светската сцена. Јас лично сметам дека има недостаток на такви гласови во Македонија. И сите оние кои што се решаваат со својот глас да учествуваат и да дискутираат за нашиот проблем, се многу добре дојдени кај нас. Ако ја следите ситуацијата во изминативе 20 години, ние во македонците во Македонија сме фрустрирани, сме понижени и посебно од оние од нашите соседи во југот, односно
Грција. will И show навистина верувам дека конференции we како are ова willing ќе to покажат дека ние имаме волја и сме extend the спремни hand of friendship, да ја подадеме but раката also на to пријателството, mention that we will do that но as a треба да sovereign го nation, споменам дека тоа ќе го a направиме nation that како has had суверена their own нација, their own како culture, нација која што their има own своја identity and собствена their own култура, свој собствен идентитет и интегритет. Can you add something, please, Ambassador? Дозволете ми да додадам нешто, амбасадоре. Се сеќавам многу добро во и се сеќавам на условите во кои Македонија ја доби својата независност. Во време на блокади и непријателство од соседите. И затоа како прво ќе кажам и дека јас навистина сум чудоневиден од прогресот кој што Македонија го направи. My question of this our conference is again directly. Моето прашање на оваа конференција е повторно директно. When I say advice, Последниот пат кога дадовте совет, а кога велам совет, им се обраќам на гледачите. to not accept some Значи proposal вашиот совет кон гледачите беше да Just не like прифаќаме предлог Republic Macedonia, Vardar or Skopje. како Република Македонија Вардар или Република Another Македонија case, Скопје. together we have the same stance that international community Значи have сметаме not дека issued меѓународното таа заедница the ambassador that with this interim accord. направи грешка со привремената спогодба. Господине Онил, дозволете ми нешто да додадам на тоа што господинот Томич го кажа. Важно е да се каже дека вие бевте првиот дипломат кој што доброволно помагаше во решавањето на спорот со името помеѓу Македонија и Грција во рамките на Обединетите нации. Како што кажавте, господине, навистина е направен голем прогрес, но сепак во поглед на спорот со името има еден вид на прекин кој што мене ми изгледа речиси невозможно да се реши. И моето прашање кон вас како дипломат, нели е време сега мудро да размислиме за прв пат и да ги разгледаме премисите кои што ги ставивме во привремената спогодба до 95-та година, кои што би дозволиле да бидеме воведени и да можеме да влеземе во сите меѓународни институции под име кое што било договорено и ни било дадено во резолуцијата 817 од Обединетите нации. Кој што за нас сепак е несреќно име, но тоа е име поранешната Југословенска република Македонија. И дали во овој контекст Грција не го крши договорот на начин преку кој што ја блокира многу тврдоглаво Македонија во нејзиното зачленување во Европската унија и во Северноатлантската алијанса. Да, се согласувам. Грција не ги почитува условите од членот 5 на привремената спогодба. И ако смеам да понудам совет, тоа е Македонија да продолжи да бара целосно членство во НАТО и во Европската унија. И доколку е потребно, под името поранешна Југословенска република Македонија. Може би ќе се запрашате зошто го велам ова. Но го велам ова бидејќи е јасно дека ова име, поранешната Југословенска република Македонија, е само привремена референца, односно име. Ако се веќе се прифати името Република Македонија, ако сакате, прифатете го во Грција и во некои други меѓународни организации, каде што Грција може да биде обструктивен дел. Но
моето мислење е дека